Во ова издание сади Кина на работ на нова студена војна. Корона кризата го намали загадувањето. Кои се еколошките ефекти од седењето дома? За нив нема работа од далечина. Превозниците се во своите камиони и во време на пандемија. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстич. Знамињата се на половина копие, бидејќи денеска Соединетите држави го чествуваат денот на сеќавањето, посветен на сите загинати војници. Според некои процени, во 244 годишната историја на земјата загинале 1,1 милиони американци. Почнуваме веднаш со најновите вести. Кина тврди дека одредени политички сили во САД ги држат во заложништво билатералните односи и ги туркаат двете најголеми економии кон нова студена војна. Говорејќи на Националниот народен конгрес во Пекин, министерот за надворешни работи Ванг Ву рече дека Кина нема намера да ги промени или замени САД и дека Вашингтон треба да ја напушти желбата да ја промени Кина и да спречи 1,4 милиарди луѓе на нивниот историски марш кон модернизација. Пандемијата имаше неочекувано позитивен ефект на животната средина. Луѓето помалку загадуваат. Но дали ќе биде така и по укинувањето на рестриктивните мерки? Максим Москалов има повеќе. Истражувачот Джордан Вајлдиш, автор на проект за следење на животната средина, создаде интернет табела која што ги прикажува емисиите на азот диоксид во големите градови пред и по прогласувањето на пандемијата од страна на Светската здравствена организација. Резултатите во повеќето градови во САД покажуваат дека стапката на емисии на јаглерод опаднала од 15% во Сан Франциско до 30% во Лос Анџелес. Просекот на САД е околу 30% пат на загадувањето со азотен диоксид, што е значајно. Ова навистина покажува промена во однесувањето. Преку прибирање на податоци и разбирање на влијанието на промените во нашето однесување врз квалитетот на воздухот, можеме да се надеваме дека ќе информираме за политика што оди чекор понапред, што ќе ни овозможи да ја обновиме одржливата економија. Бројот на спасени животи, благодарение на опаѓањето на емисиите, може да го надмине бројот на жртви од COVID-19, смета Маршал Бург од Центарот за безбедност на храна и животна средина на Универзитетот Стенфорд. Пресметав колку дополнителни животи се зачувани во Кина, местото најтешко погодено во пандемијата со овие подобрувања во квалитетот на воздухот. Бројките се навистина големи. Подобрувањата во квалитетот на воздухот беа прилично големи. 20-30% во квалитетот на воздухот за многу краток период. И на место како Кина, со прилично загаден воздух, овие подобрувања веројатно доведоа до намалување на прерана смртност во поголем дел од државата. Значи, според мојата пресметка, конзервативно можеби се спасени дополнителни 50.000 низ цела Кина. Како и да е, забавувањето на нивото на индустриското производство и намалената потреба на енергија се само еден фактор. Бидејќи повеќе луѓе остануваат дома, загадувањето од нивна страна со јаглерод се намалува, смета Маја Алмарас, специјалистка за животна средина од Универзитетот во Калифорнија. За мене беше навистина возбудливо да се види дека општеството има неверојатна способност за брзо менување на однесувањето кога за тоа има волја. Дефинитивно мислам дека повеќе луѓе ќе продолжат да работат од дома, еднаш штом веќе имаме ваква практика, што може да значи дека емисиите и натаму ќе се намалуваат. Експертот за енергетска ефикасност, Темур Ахмедов, вели дека пандемијата докажала колку лесно милиони луѓе може да го променат однесувањето, при тоа стекнувајќи нови навики да работат на далечина и помалку да го користат јавниот превоз. Видовме дека ако луѓето го променат своето однесување во исто време, квалитетот на воздухот значително ќе се подобри. Аргументите дека нашите постапки тешко може да влијаат врз животната средина и дека ни требаат најмалку 50 години за да видиме дека некои промени се можни, се покажаа како погрешни. Пандемиите го сменија начинот на кој луѓето го гледаат светот, вели антропологот Елена Конис. Откако сфатија дека туберкулозата се шири по респираторен пат, кампањите за да се спречи ширењето на туберкулозата во 20 век започнаа да го обесхрабруваат плукањето во САД. Тоа со текот на времето стана културолошка одлика. Исто така со епидемијата на ХИВ-СИДА се започна со прилично драматично менување на однесувањето и поредовно користење кондоми.
Она што луѓето го гледаат сега се брзи резултати од присилниот експеримент за намалување на емисиите на јаглерод низ целиот свет. Прашање е дали овие промени ќе застанат, откако светот ќе се врати во нормала. За некои професии едноставно не постои опцијата работа од дома. Такви се и превозниците, кои што и во време на пандемија се во своите камиони. Каролина Пресути не носи на пат со нив. Мојот камион е од моделот Kenworth и има дел за спиење, двајца. Камионот запира само за да наточи гориво. Тие се работници на пат. Мажите и жените зад воланот и нивните големи возила кои тежат и до 36.000 килограми. Боб Пасера вози камион на 18 тркала. Влече 2 приколки на FedEx. Спие во просторот зад кабината. Ова е нашиот дом далеко од дома. Кафемат, намирници, кревет. Бидејќи продавниците и рестораните кај патиштата се затворени, тој морал да го наполни фрижидерот со храна од дома. Боб вози 11 часа со пауза од 30 минути. Потоа презема другиот возач. Поминуваат во хоризонтала како што тие го нарекуваат спиењето, додека другиот возач го презема воланот. Многу пати кога Пасера запира во одмаралиште за камионџи, тушевите не работат поради пандемијата, а во повеќето продавници нема средства за дезинфекција и маски. Сопругата на неговиот совозач му дала маска направена дома. Знаете, кога сте затворени цело време во камионот, нема многу место каде би отишле вирусите. Цело време сте заедно. Така, ако еден од нас се разболи, ќе се разболи и другиот. Тони Фазини е превозник кој работи локално на Атлантскиот брег. Превезуваме најразлични работи, например, што толку истоварив дрвени палети за Kraft Foods. Тој вози по околу 14 часа на ден, а навечер си оди дома. Коронавирусот значи помалку метеж во урбаните области. Тоа придонесува возењето да биде морничаво. Кога ќе погледам од автопатот, паркиралиштата околу трговските центри се празни, но и патиштата се напуштени, нема сообраќај надвор од населените места. Доколку дојде крајот на светот, тоа би изгледало вака. Камионџиите се осамени на патиштата, но знаат дека носат скапоцен товар. Доколку камионите не се движат, болниците нема да ги добијат нарачките, докторите нема да ја добијат заштитната опрема, никој нема ништо да добие, светот ќе застане. Камионџиите се меѓу непризнаените херои во време на пандемијата. Веќе неколку месеци туристите не одат во Венеција поради строгите карантински мерки. Ова им даде единствена можност на локалните жители да уживаат во градот кој вообичаено е преплавен со илјадници посетители. Сабина Кастелфранко јавува. The sight of Venice with the water in its empty canals clearer than I've ever seen. Сликата на каналите на Венеција, со вода толку чиста каква што не сум видела досега, и со гондоли закотвени на бреговите. Никогаш нема да ја заборавам. Сите сакаат да го посетат овој град барем еднаш во животот, да ги донесат своите деца да видат едно од најуникатните места во светот. Јас многу пати сум била во Венеција, но никогаш не помислив дека некогаш ќе ја видам без туристи. Чудно е да се види овој неверојатен град изграден на вода, без милиони посетители кои доаѓаат од сите страни на светот секоја година. Изминативе 2 месеци поради строгите мерки во Италија поради COVID-19, ова е новата реалност за Венеција. Големите бродови за крстарење, на кои жителите на Венеција се жалеа со години, веројатно нема брзо да се појават во ова пристаниште. Италијанците од околината на регионот Венето најверојатно ќе бидат првите што ќе се вратат, да уживаат во убавината и да му се радуваат на градот во лагуната на многу поинаков начин. Венецијанците имаат тешки неколку месеци, кои ја погодија туристичката индустрија. Прво тоа беа поплавите во ноември, потоа уследи коронавирусот. Тоа беше силен отрезнувачки момент, дека ниту еден град не може да опстојува само од туризам. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон. Чувајте се и бидете добро.